Ние сме она што постојано го правиме. Извонредноста, според тоа, не представува чин, туку навика. Рекол Аристотел, а ние во кулинарското училиште многу сериозно сме ја изанализирале оваа негова мисла и многу често сме инспирирани од оваа мисла и кога почуваме да готвиме, што ни е најбитно? Да направиме извонредно јадење. Да не направиме просечно јадење, да не направиме никако катастрофално јадење, да уништиме на супер квалитетна суровина, туку од неа да извадиме нешто извонредно. 180 степени со нова епизода. Добре ни дојдовте, јас сум Филип Чаловски, а со мене во кулинарското училиште се Марија, Ана, Дејан и Сара. Сара, како си ми? Добра? Одлично, вие како сте? Па јас сум добар, спремен, имам супер гости, многу сум среќен што ги имам и вие треба да сте многу среќни, а и многу на некој начин треба да сте досадни, да прашувате, да извлечете од нив целото тоа знаење, тежат со знаење, тежат со искуство и со знаење, така да набрзо ќе ви ги најавам. Чувствувам притисок нормално, мислам, вајде нормално веќе во оваа фаза се приближуваме се повеќе кон крајот. Ама тоа ми прави баш да се осеќам поеуфорично и да сум посреќна за секоја емисија. Како и секојаш позитивно расположена, така да сега ќе видиме што не чека, дали ќе ме задржи расположението. Јас сум многу среќна што дотуркав до тука и сакам да видам кај можам да стигнам. Така да пред се ова борба со самата себе и одговарам малку притисок од време на време. Имам уште едно изненадување за вас. Се враќам од Требеништа, бев кај Гоце, прекрасен крај, целиот тој, да кажам, Струшко поле, крај е прекрасен. Сите тие села околу Драслајца, Ливади, Требеништа, Волино, ненормално убав крај. Треба да посетите, треба да си направиме една нива таму и треба да гледуваме највкусни сорти на зеленчук јовоше, али јас донесов нешто друго што ќе ви најавам покасно. Сега да најавиме емисија и да кажеме на гледачите дека надпреварот ќе биде жесток. Надпреварот веќе очекувам да биде креативен, да изненадите со презентација, со вкус, со креативност и нормално да тоа све биде во 45 минути. Ве оценува едно од, да кажеме, едни од најпревирливите непца во Скопје и пошироко. Така да бидете внимателни. Не сакам да разочарувате едукативниот дел на емисијата, да испадне дека бил за џабе и дека се до сега што сме поминале џабе. Сакам да видам извонредни порции. Да поведам. Сигурно се осеќам спремен. Притисок вајда посериозни рецепти, посериозни исчекувања е сега поише од нас. Гледам да бидам позитивно да испадне се и да дојдеме да сработиме што ни е работа, да видиме како ќе не оценат. Сепак е шоу, да покажеме што знаеме. 180 степени секогаш ви ги носи најдобрите ментори кои што можеме да ги најдеме и да ги донесеме. Не беше лесно да се донесат вакви експерти, меѓутоа успеавме и денеска со вас ќе биде во школото Здравко Костовски Коџак. Аплауз за мова. Човекот кој што постави стандарди за како треба да изгледа една медитеранска кујна, представена во една балканска средина на супер квалитетен начин. И еден од луѓето кои што се заслужни што гастрономската сцена изгледа сериозно, винската сцена уште посериозно, Слободен Чокревски, вински витез, хедониста, ја би рекол и критичар за храна од висока категорија, верувате ми, од висока категорија, човек со кој што сме поминале доста настани и исто толку и сме планирале да направиме и ќе направиме и голема чест што ги имаме овие двајца, да ви кажам, доајени и луѓе кои што својот живот го посветиле на гастрономијата и на енологијата. Сега, денешната тема е риба, морска риба. Конкретно имате ципура. Се надевам дека ќе е нешто ново, нешто што до сега го немаме готвено, нешто различно. Нешто конкретно мислам дека не. Може нешто онака манџа или нешто интересно. Прво и основно мора да се исчисти.
Најбитната работа, карлушките. Значи ова ќе го правиме секогаш на чешма, многу е полесно. Редовно да ни тече вода, многу полесно се чисти. Друго, најбитното, отстранувањето на шкргите, значи истото ќе ви го објаснам како излегуваат и отварањето на внатрешност. Секогаш оди од стомакот кон главата. Тоа е еден од полесните начини. Сега ова комплетната изнутрица ќе мора да извадиме. Најубаво да пристапам на чешмата. Од кога завршивме на чешма, вака треба да изгледа чиста риба. Значи да нема нити засирена крв до коската, нити дел од шкргите и се разбира крлушките да се извадени. Сега, може пред спремање нормално и да се стилетира риба. Тоа е еден, не знам како да кажам, корак погоре, по-професионално и по-естетски, повише за нови, по-скапи ресторани. Али, ако е филетирање, тогаш треба да е сериозна работа, треба да нема ни една коска, ни една ципа. Поготово кога е помала риба, јас би се одлучил за готвење цела. Ќе биде и посочна, многу побрзо ќе се спреми, многу мало место за месо има, нема ни 1 сантим месо, така да ќе се спреми за некои 8 до 10 минути. Значи, ако сакате да продолжите до крај, ги вадите и коските. Тоа е овој дел. Ако сакате да правите 2 филети, тоест да сервирате како цела порција од 2 филетички, ја вадите и од другата страна. Јас лично за денес ви препорачал да работите со затворена риба. Тоа би било еден мал совет. Да не ви земам повеќе време, тоа би било тоа. Добивте насоки од коџак, популарно наречен во Скопје, си да го знаеме како коџак. Дали имате уште некое прашање? Дали имате замисла што ќе подготвувате? Да. Па 45 минути почуваат сега. За елиминации не ме планирајте веќе. Доволно се потресов, така да малце се надам дека ќе одморам да бидам во регуларната група повеќе него ли со елиминациите. Така се надам. Извините, не сум гледала сега. Проверувам дали се има чисто. И јас сакам да печам. Ако, вака ова се како бидејќи кога ќе отвориш вратата, паѓа температура и тоа е 20 степени.
Овде беше ова? Овде беше. Ајде, бачно со среќа. Мислам дека сепак ќе го забавам се трпливо. Мислам ќе го пробам, но давам шанса, ама мислам дека не е тоа што планирам. Не е тоа што го замисли? Да, мислам дека различен тип на орза, тоа што замислев дека ќе биде. Ќе биде окей. Ама ќе му дадам шанса да секој случај. Што е концептот на... Па, идејата ми е да направам орзо со домат, ама искрено експериментирам, така што ќе видам Немој само да го превариш. Па, мислам дека уште малку вода ќе му треба и дека ќе биде. Добро. Одиш со вода го вариш или додаваш вода? Додавам вода. Да пробам малку домати и печеме малку чери за излет. Добро, само да не биде свеж, да не биде кисел таа. Да, чисто малку стави, помалку од пола. Не претерувај со свежи домати, пошто и со лимони. Да, лимон не само во рибата внатре, да не го Окей. ставам. Ми е страв дека не сакам паста. Океј. Што правиме тука? Гарнир. Гарнирче. Да, рибата се пече. Френч фрајс, а? Нема да бидат френч. А. Бидат малце крчки. Добро. Со лимонче. Добро. Тоа искористив за маринадата. Рибата стави за печење. Маринадата, добро се пече, а Да. што ќе биде сајд дишото? Компирче салата. Компир салата, Да. добро. Сам дека тоа ќе ми биде најбрзо. Тука што правиме? Па нешто декоративно. Е, Аха. правам нешто со Добро, а како спремаш рибата? рибата. Да. И па ја исчистив, ја зачинив. Од страна малце ставив мали патлиџанчиња, а внатре со капари, со лук, рузмарин, Добро. сол, така, Добро. лимон. Немој да претеруваш. Не многу лимон. Да, сатив дека Не знам чудно. Гледам другите сите форсираат. А овде што е во температура? овде нешто мислев, ама остана таа. Добро. Останав на Остана само риба. идеја. И ова. Ако си ставила ова е толку отровно солено, Е, ставив малце до. да внимаваш, може си го пресо. Добро, рибата јаде со. Да, Ама- прима колку што треба да приме. Да. Ама ова солта ги чува капеците, ама е многу солено. Многу солено. Не смеш внимавав јас. Ако си додал сол со другото, пази на крај. Пази на крај. Ако ти е Мислам дека- пресолено, пробај тоа нешто од зрзавата околу. Добро. Пробај, ако е многу трни ги.
Што ќе биде Отров. Ова е отров. Не знам си пробал, не си пробал. Да, јас сум пробал, ама сега не ставив кузне колку него од рука, вака само ги нафрлив овде кај што го исчистив. Тој дел. Не, оно, Мислам знаеш дека не како? сгрешив. И ако не го истресеш ова што е измеѓу нив, они се толку напиени со сол. Да. Отров. Сега ме замисли. Добре. Добре, види ако е, трни ги. Трни ги, ако е персона, пробај го. Пробај го гарнираш. Зрзавот од пред да го Да, оставам. да. Еве, уште 30 секунди, па сакам да ја отворам да се испече уште. Добро. Винце некоја имаше овде? Имаше која. Фала ти. Фала. Ајде овде. Еве сум. Ајде, последно. Отварај. Ајде, газ. Ти можеш да оставиш најзгоре? Дека имаш рукавица. Ајде. Пази, чекај се само да не Ајде. Овде може? Да не се смета да долети, смета. Не бе. А смета? Добро, не го видов ја. Мислам дека не сметаш. Добро. Добро беше. Валјато. Доколку испаднам или се случи да отидам во елиминација, би била стварно многу разочарана. Ама тоа е живот. Се лави, ќе живееме и после ова. Шеф, дали може едно прашање? Дали има начин да дознам дали рибата ми е доволно испечена? А без да ја отварам и пробам. По принцип пак на пипање. Виж се враќа, уште не. Уште не? Фала ви. Нема проблем. Уште некои 3, па може и 4 минути. Слободно. Нема да претераш. Дека ја отварам на рибната. Фала. Молам. Сега наставам јаболка, затоа што имам впечатлено дека неутрализира миризот. Па проба. Да пробаш. Да. Храбро, да пробаш и да не се мислиш. Орегано има. Што меша нека боичка. Ореган. Окей. Не се откажав, мислам дека добра. Да. Веќе сум задоволна. Одличен мирис. Спремена за плейтинг. Капе си во сол, дали си пробал да го... Да. Отровни се не смееш. Грам сол. Сол. Ужасно сол. Сум пробал, не сум пробал, ама не сум го посел. Уф, и му реков да внимава да проба. Ставив на вода. Да, посели. Па ја пуселив со усул рибата. Добро. Од страна е Со негде. си- Или Капата низ. во низ. Па вајда нема пушти многу. Па ја мислам, ја еднаш правев и Ако го мислам дека задржи, нема. Видите, видео, многу е. Сум пробал, многу е солно. Јас сум готвил Вие и ми готово. уништило со сол. Не смееш да помислиш да стеш. Уж да не стеш во ништо, ќе ти биде солено со. Ја не знам колку си став. Али пробај секако пред да го посуш. Не откривам, не е нешто не е секојдневно како. Ја поише сакам да е цело од покрупните, да не е на сол Не, и да го испржам. покрупните ми Ама се не, јас ги без вкус. испржам и ги правам како цвет. Аха. Многу декоративно нешто. Многу декоративно.
Мава на крај почистија се цела работа. Да. Да знаеш. Жешко. Шо и прават соло. Се извинувам, шеф. Може второто прашање? Ќе видиме само дали е доволно испечена, малце покасно ја ставив. Да. Готово? Ова. Остана дупче, готово. Да, готово? Добро. Да. Добро. Шефе, како Сервирање сега. Вака, екипава? Дали некој би додол договор за работа? Многу лесно може да се случи. Слушате? Многу лесно може да се случи. Може и регрутација да се случи по себе си. Уште минута и 20 секунди. Тој конфликт доле на земја. Да го првamo чисто или не? Само. Така, Зашто сега го чисти? безбедно никако ѓубре. Дека е нечисто, не? Сакаш бака да се... Да. Ова е за да се напуше. Тогаш ова само ме налимитува. Еве, може Токревски да удрени инспекција негово око вака. Гарни нешто. Им сугериравме сите Да. да ги чистат. Доле Да. може малку. Добро, ја нека. Нема потреба да ли е усу, чисто. Ај, па добро. Или нема И многу са големи лимони. 50 секунди, супер. Ама ќе ги... Ово внимавајте на рибата, имате термометри, више знаете, исполнители сте, не сакам да се повтори ситуацијата со лука, кај што го рековме дека рибата сте малце пали, инаку сепак дојдовме жива риба, имате и термометри, знаете како се користат, сме користеле, ви реков, риба е безбедна 63, 15 секунди. Меѓутоа, ние го твачите малце лажираме кога е риба упрашање, за да послужиме сочно јова, ја служиме измеѓу 55 и 60, али по инерција, тоа е лесен протеин, оди и до 60. Ајде да оброиме 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, па како уживање кое не е све на место. Епа, сега за нас малце делот на уживање, да си пробаме, да кажеме и да дегустираме. Оди. Четири надпреварувачи, 4 различни дизајни. Ја мислам ќе биде тежок надпревар, така ми делува некако. Добро, сите се одлучија да ја печат рибата во конвектоматот или во печката. Немавме пржење, немавме на пареа спремање. Ќе биде Одиграа сигурно, на сигурно, да. Одиграа сигурно е па, немаше пареа, немаше. Поучени Добро е од тоа, да. искуството ми се допаја. Алфорно, браво. Да ве слушнеме, да Ќе ни биде тешка презентирате. Прво ќе ја поканам Марија, повели Марија, презентирај ми ја твојата порција.
Значи рибата ја спремав во релна, ја печев со маслиново улје, орегано, малце лимонов сок. За гарнир додадов помфрит. Помфритот е зачинет со лимон, сол и орегано и направив сос од лимон, сол, орегано и лук. И? Лук. Сол, орегано И лук. 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 Сол, орегано. Јас сум тврд научен. Да. Вака рибата служат во Грција, каде што живеам, до мене има Псаро таверна и баш вчера јадев вака. Супер по мене емисијата, рибата си ја спремив на познат начин. Од почетокот, како што ме почна со снимањето на емисија, почнав со голема самодоверба, ентузијазам и како поминуваат емисиите, се повеќе и повеќе расте тоа во мене и мислам дека можам многу далеко да стасам. Сара, ајде. Јас денес рибата приготвив исто така во рерна. Користев маслиново масло и стандард сол, ништо особено, потоа додадов малку лукче и макдонос одгоре. А како прилог со рибата ви приготвив орзо со домати. И се надевам дека ќе ви се допадне. Секоја нова епизода не учи нешто ново. Тоа најмногу ми е интересно од целото. Никош немав чистено посебно ципура вака од почеток, затоа што нели во маркета кога купиш или во рибар обично ти ја чистат. Така што за мене ова беше нешто ново, што да би пробала да го применувам и во иднина дома. Дали сите ги чистивте шкргите? Не? Да. Значи, како се справивте со чистењето, да прашам исто, дали ви одеше лесно? Одлично, имам Дали сте многу чистеле добар риба? Не, учител. Сара, не? Јас сум вардарско дете, живеам покрај Јас Вардар. ципура немав чиста. Зар се јаде уште риба од бар? Па не се јаде, ама на времето се јадеше и татко ми фаќаше многу риба и редовно чистев на дома. Па тоа ти е добра техника си научила. Ја повика Лана, ајде, додиме. Да, здраво. Јас прв пат чистев риба, тоа ова јадење денеска. Ми беше предизвик, меѓутоа бев задоволна од коментарот дека рековте не е добро, одлично е чистена. Првен ја изчистив убаво, потоа ја оставив малце да се маринира со маслиново масло и сол, додека ги спремам другите работи, додека се маринираше. Подготвив сос со макдонос, лукче, лимонов сок и маслиново масло. Тоа го ставив внатре од сите страни, ја примачкав рибата и внатре во засеците го направив. Тогаш ја ставив да се пече. Додека се печеше рибата, подготвив едноставна салата со компирче и со кромит. Значи имаме печена ципура во тоа случај, така. Исто и Марија и Сара, само печка збориме, нема две методи, две да кажам техники на готвење, само печка. Емисијава не за џабе се вика 180 степени. Значи да дојдеш од нула, како што јас дојдов, и со тек на емисиите да стигнеш до некој преокрет, каде што ќе научиш и каде што ќе станеш меѓу подобрите. Така да не се вика 170 степени, јас веќе да знам да готвам и да работам и да добам само парите да ги земам, се вика 180 степени. Дејан, да видиме финале. Најбезвредна варијанта. Добро. Одбрана. Припремив и изчистив, насочено од професионалци, прв пат чистам риба. И приготвена на, да, искрено. Све сме зимале чистени. И нешто си играв медитеранско нешто со капари е полнета внатре, со маслиново, рузмарин е стаен од страна декоративна, меѓутоа има и зачин. Така да. Во случајот баравме порција, да кажеме, популарно наречено тањир, кој што ќе биде малце комплексен, состојано неколку компоненти. И има и малку и скроп, така, дали ориз, дали орзо, дали Јас се компир, во насочив твој случај чисто- имаме кето. Кето, риба, чисто. Добро. Класика, old school. Риба која нарачуваш риба. Имав уште еден зачин, меѓутоа не го принесов ништо Макдонос и ораси не можев да најдам. Има, Макдонос, само. ораси и лукче со сол. Кујнава како дома. Така, Јас можам да добро. ви кажам, орев имаме Мислев да го- преку 2 кила, и да го точно знам принесам. каде. Макдонос имаме преку 6 китки во фрижерот. Добро. Не се случува, Сакам да меѓутоа секогаш спремете си се, така, прво збориме, Да, планирајте си го рецептот, слободно пишувајте, нели во една од епизодите добивте Така, трчи. да. Слободно запиши се и гледате го парите. Ми треба Макдонос, ми треба еден мини рецепт почеток да те води. Океј?
Цена Ајде да пробаме. Фала ви. Извини, сакам да Ајде. докажам, имав прочитано одамна за едни трикови, ги искористив сега, ќе видиме дали се успешни. Додека се печеше рибата, ставив малце јаболко, затоа што имам прочитано дека го неутрализира малце мирисот на јака риба и одоздоа подлогата е со режничи, за да не се залепи директно на. Зелено јаболко, во секој случај, може да се спари добро со ципурава конкретно. Јас мислам. Комплименти и баш им скренав мала паžnја на професорот. Многу ми се допадна. Тактиката ми се допадна, да не може да залепи на бамбус тапчиња, дигната викам браво, одлично. Азијатски го рецепт е да се користи масло од сусам, кое што ги неутрализира силните мириси. Орадава е нежна, нема толку силни. Обично кога се готви сина риба, тогаш Или масни риби, или масни, зашто маслотијата но со себе скушате. Најмасна риба е јагулата. Јагулата е Над 20% мислам дека е мас јагулата. А во Јапонија јагулата е голем специјалитет, како ја вика седемите килонеполски или како и да е. Да. Повеќе се јаде јагула во Јапонија, веќе ке нас и ретки се јагулите. Откако отворија и ретко кој знае да ги патот прави. на јагулата на трин Да. да отворија. Ајде вака, почнеме. Имаме добар донесен. Први почуваме со Марија. Значи имаме печени ципури од сите ренте од секон света кои Не избаци една скара тука да проба некој. Имаме ќумур, скара, имаме едно јакитори скаричи. Аха. Еве го. Меѓутоа сметам дека тоа више у финале ќе биде, ти кажам, на располагање, во план е да имате ќумур на располагање, меѓутоа полуфинале и финале. Ќе доеме до ќумурот, секако. Што би се рекол? Шумор. Чекај, земи го ова. Сос чорба. Со черно добро е. Ќе дозволиш, а? Да, хвала. Одма врз рибата? Врз рибата, врз рибата. Полот работата ја заврши маслиновото. Кјавал Романо е стварно маслиново што оплеменува секоја парче риба. Да си направи мала реклама, стварно е врвно маслиново. Дедо ми викаше и на опинок да го стаиш, ќе биде вкусен. Океј. Мене ми падна опашката. Добро зачинета, нежно зачинета. Помфритот за времето што го имаше сосема коректен. Со помфритот, ај добро на крај ќе кажуваме. Не, слободно. Ја не би играл со лимун, зашто лимунот ја уништува крцкавоста. А во дегустација има и мирисите, аромите, вкусот, меѓутоа и има и компонента на допир и на конзистенција, кој ќе ви крцне во устата, кој ќе го осетите тоа е посебен. И има со мекоста на рибата, ако се прави контраст, да бидат овие крцкави, а рибата да биде мека. Би било подобро, мислам, без лимун и да бидат баш крцкави. Сите сакаме компирчињата да бидат крцкави и да не бидат. Слушате ги, овие совети се за финале. Значи, текстури, покрај вкусови и текстури би требало да играте, па и температури ќе ви објасним и тоа некоја. Лимуни и домати не одат заедно. Не знам и дали сте виделе некој пат да става некој лимун на домат. Тоа се една киселина со друга киселина која што при дегустација се тепаат меѓу себе и станува уште покисело, уште по-невкусно. Треба да внимавате и знаете дека во добар случај храната се спарува со вино. Тоа е исто многу тешка спарка со вино, пошто и самото вино кое е свежо, кое се зема за да оди со риба, треба да има киселини, да има свежина. Трите киселини се тепаат меѓу себе и го потиснуваат вкусот на рибата. Кажавме и во другите групи, јас имам
пријатели кои што се шефови во Далмација, од Хрватска, тие не сакаат да видат лимун во близина на риба. А готват феноменално и ја не секој пат не сум толку ортодоксен, меѓутоа внимателно со лимунот. Одлично е, например, во сосот тука ставен и не повеќе за мене. Сосот кога го ставив, рибата си доби го дигна профилот на вкусот на рибата се отвори. Зборам за претходниот, за Марија. Сега сме Сара. Сега сме кај Сара, да, добро приготвено. Гледам исто и дека исто и добро изчистено. Да искористам и Ајде. да го поздравам Гоце и да ви го покажам ова ремектело, кој што ќе биде еден од шеф ножевите, како ги викам, или готварските ножеви на шампионот, на победникот. Ја збогат едноставно наградата и го зголеми притисокот да се борите повеќе. Ова ремектело ќе биде во раци во колекцијата на ножеви на победникот. И на второто место. Овој нож, исто така големо ремектело со варена рачка од срцевина на орев, И гравура има. гравура, рачна изработка комплетно, бев во неговата работилница. Некојаш се надевам дека ќе имаме шанси заедно да посетиме. Ова е за второ место или сребрен. Бачиш, Океј. ништо послабо од претходната, дури Одлично. малку и подобро зачинето според мене. Не знам орзово со толку силен домат дали Али палденте е добро направен орзо, ми се сија. Сега ги кажа, паладента по прв пут баш. Чалман, погодено од денте, браво. Значи беше ова страна, браво. Сара. Сара, супер. Одиме. Одиме поле. Мораме да дадеме предност на овие креации кои што направиле Гернир. Во сега случај. Сигурно, сигурно. Да. Тука не можеме да занемариме тоа. Али оваа риба исто на Дејан изгледа перфектно подготвена. Не морам да ја пробам за да видиме како е за чилует. Добро. Да, како се одлепува од коска, идеално спрема. Ова ме интересира, ќе да видам што се случило со полнењето од капари. Дали оставило голем трак. Дали капарите ги остави малку во вода, да измиеш солта, бидејќи овие капари се многу солени. Мора да внимавате на тоа. Во иднина имате улум, овој пат Не писајте прифатило, се. во горниот дел воопшто не прифатило, добро е. Добар си овој дел со капарите. Па ја Не е мислам, јако. прима Да. колку што треба прими сол. Сега и професорот ми рече внимавај со капари пошо. Значи, еден од моите совети беше да внимава. Да внимавам, да, Пошто јас лично имам упропастено некој јадења, не бев, Да видиш, не солта работи. од страна што е, солта е конзерванс на тие каперси. Така е. И не само што ги има и помеѓу каперсите, помеѓу капарите, него тие имаат исцицано, имаат напиено со сол. Да, тие се Кога ќе ги ставиш во јадење и додадеш сол на другите состојки, тоа е премногу. премногу, да. И затоа ми беше страв случајно да не пуштиле премногу, за да, ама тука Па ја ама мислам, не пуштиле, многу добро. Дали тоа го прашав? Само стварно Не, на супер е. секој залак од два пати пробав, Малку можда одлично е сол. балансирано на сол. Јас ја земам во пачката, кај мене супер немаше. Ева го зелено. Гарнир, нажалост, Еве го зелено, има Макдоналдс. стварно ми е жал со како луч. што немаме како комплетен еден такмичарски И на танјер, пола али беше додадено уствари вино вкусот е одличен. и го напив со вино. Рете Ана. Ана Ана мора да Р. питање. Ана имаме и салата, тоест ја запред дека има гарнир, се извинувам Ана. Збори дека имаш гарнир. Во силеко. Океј. Иако не е баш Дизајн најумилен. простор. Дизајн простор, само фрлен, не е страшно. Да, Е, прифатено, да. одма се разбираме ше. Можеш тука малце напред, да, или се стара. Ревната е, Значи морам да ве пофалам сите Сите. двата сте ја погодили. да, ревната е магија, да сте погодиле.
На 180 ја печете, предпоставувам, сега да немаме дилема тука. Се печеше на 180 степени. 180 степени. И добро се врши работата, иако рерна, внимавајте, рерна е техника и да речеме апарат кој што највише знае да исуши било кој јадење. Незината супериорна моќ е што од сите страни делува топлината, не е само една топлина, речеме од горе или од доле, така што компир може. Да. Имаше Да имаме лаш. комплетен комплетен доживле. Како е направена компир салатава со Го варев компирот, значи прво остави водата со оцете? Не, со маслиново масло и со лимон, затоа што сакам да ги сврзам заедно со рибата. Оцетите наши често знаат, бар мене ми сметаат прејаки се. На граница е добро тука е. Не е жит. Тоа само се плашува, ама не. На граница проаѓа без проблем. Браво. Браво. За пофалост. Ми делуваше дека е јака екипа. Се можела похрабро со сол. Риба може да трпи сол, подобро е на солена страна да е, отколку да е на... Па ми беше скрав дека прво ја маринирав само со сол и со масло, па после ставив сол и... Не, добро, Да. Океј. Тука е. Имаше нас, кликва. Ви благодарам, ќе ни дадете неколку минути да ги консолидираме бројките и ќе ја повикаме. Да, денес некако сите се движевме дека треба да одиме со рерна, затоа што некако е сигурна варијанта. Лично што пресуди за јас да одам со рерна е затоа што и дома јам пробано да правам и супер е во тава да има убав вкус и се, но не секогаш излегува естетски добро, што свативме дека не секогаш ако е превкусно, а изгледа прелошо е добро, така што тоа за мене пресуди дека сепак треба да е во рерна. Ништо си го негувал и си сакал да се докажеш, одлучува друго нешто, каде што мислам дека во иднина не би го гледал како, ако останал се разбира, како на квалитет, него на повеќе, да не звучам лошо, меѓутоа така да изгледа као на свадба. Сработивме, супер испадна се. Да се надеваме на нови предизвици, уште поголеми и да се докажуваме се повеќе. Добивме прекрасни совети, например, не знаев дека лимонот и доматот не се добри како комбинација, што секако би го избегнувало во понатаму, не само во шоуто, туку и во животот. Исто така добивме стварно прекрасни совети за храната, за како се спојуваат работите, како се подготвуваат и стварно тоа е нешто што не би можела да го заменам со нешто друго. Драги наши гледачи, јас би сакал и секој еден од вас што не следи, што ја гледа оваа емисија, да е со нас тука и да имаше шансата да го дегустира ова што го дегустиравме ние. Јас честам на моите драги гости, со кои што целосно се сложувам во одлуката да елаборирам што пробавме и што направивте. Добро, ајде јас да почнам. Прво да ви честитам на одлично приготвената риба. Сте ја погодиле температурата, сте ја погодиле текстурата, ни една риба не беше исушена, релативно горе-доле добро зачинета. Имаше варијации во однос на гарнирот и тие пресудија. Се слагаме дека три надпреварувачи треба да го споделат првото место со сите мани, да кажеме, она што го кажавме околу помфритот на Марија, дека лимунот го има направено смекнато и ја нема таа крцкава текстура која што би сакале да постигнеме да биде помфрит, па макар и грчки да е, не смее да биде манџаст. Кој беше? Сара. Сара исто така, одличен беше сосот направен и сосот беше ремек дел. Значи ставање на рибата ја отвори и го подигна профилот на вкус на многу повисоко ниво. Браво. Сара беше супер.
одлично подготвена, погодена се. За мој вкус малце орзото повеќе беше на домати и тој вкус малку ми се коси со рибата, али одлично спремена риба. Ана комплетно со сигурна варијанта со компот салата, комбинација која што добро оди, добро сготвено едното и другото. Значи вие го делите првото место, Дејан. Браво. Одлично сготвена и зачинета, дури мислам и дека од другите можеби и зачинетоста беше одлична, дури и кожата имаше крцкавост на рибата, не беше само подпечена, одлично спремена риба, меѓутоа еве шеф Коџак ќе каже. Ќе кажам, морам да ти се заблагодарам што ни помогна, што не направи комплетен тањир и на жалост ти кидеш у бараш или како веќе тоа го викате елиминација. Ја мислам дека пропозициите се треба цела чинија да биде комплетна со гарнир со сите работи. Паравме да видиме од вас техники, да видиме познавање, да видиме креација, да видиме каде ви одеа вкус. Веќе комбинација. Сите беа добри, све беше добро. Све беше добро и малце се косеше нешто и со доматите. Ќе помине се, ама како комплетен тањир, како комплетната креација, тој беше скратен за еден гарнир и едноставно ни помогна да решиме. Иначе ќе требаше да има 4 први места. Извини, ама тоа е нели. Ова би рекол дека епизода со мрзливоста го прати Дејан во елиминација. Деси, да. Не беше Не си играв со времето, а се фокусирав на рибата. Да речеме една најмала палента да испечеше малце, но на што се вика. Не, ја мислам ќе се дефокусираше на нешто. Јас се конкретно се фокусирав само на риба. Дури и малку некаква свежа салата од страна. Веројатно. Малку свежа салата, да. Некој Имаше некој шери домат малце, ми се не криваш. некој ајсберг со нешто со ова со она тако. Да. Затоа значи Шири доматот беше уствари со неизапечен. И наменски да, се беше види за дека низ е за да се термички брод, дека е печен. дегустира со капарито и со рибата. Немав намера Затоа за можеби е највкусна нева, пошто цел фокус го дал на рибата. Добро, имаше он Не му искочил и малце немаше фокусот што да на кај парам гарнирот. од салата, пошто Малце тоа се беше. нашалиме, извини, Се, јас треба да си го зборам сватите ова како Не, забава, зборам од како оваа гледна точка, шанса за напредок. Така е, така. Се фокусирав само и на тоа, меѓутоа Нема мислејќи зли- дека нема со тоа зла што го намера. имаше, зар заводот ќе ја замени салатата или гарнирот. Иначе компир ставив, ме праша, професорот, што е ова, не му кажам. Иначе сварив компир фаре. Имаше неколку видео со аспарагус чијас. Овоската маса, баш ти бе израдувана. Некој нешто. Добро, трча. Аспарагусот Искрено. да беше предизвикот да речеме риба на кило, Да. победник беше сигурен. Ти ќе беше збориме Риба како риба. риба како Само риба. Например, дајте ми килограм ципури, например, одиме во некоја таверна, килограм испечени коректно. Твојата беше поделикатна, имаше зачинска, значи збориме комбинации, капарите супер ги одигра. Супер. То балансира. Супер, тамани капари се стел. Меѓутоа сепак беше предизвикот да видиме комплексен тајер, да видиме од вас техника, креација, изведба на нешто еве сос имавме дури 3 компоненти во тајерот на Марија, кои што не можеме да ги занемариме и да ги поистоветиме, да ги ставиме на исти ранг. Тука моравме да донесеме тешка одлука, но тоа сме единствени. Сепак се професионалци во тоа што го работат. Ние сме, јас, не зборам во множина, аматери, кои што се уште сепак ќе учиме уште многу, ама пак ќе речам одлучуваат они, одлучува нешто друго во сето тоа што ќе го припремиш и што знаеш да го припремиш. Мислам дека ја сватив пулката. Дека не треба многу експериментирање, меѓутоа сепак искористив некои трикови што ги имам читано од поодамна. Сега тоа ми беше ризик дали ќе успеат или не, меѓутоа и за тоа ме пофалија дека се снајдов. Супер ми беше, значи не само што нема да се видиме во елиминација, туку бевме меѓу најдобрите, така да. Мислам дека им се допадна сосот, им се допадна гарнирот, им се допадна сена в судиите. Задоволна. Жал ми е за Дејан затоа што мислам дека стварно имаше супер јадење, но
сепак на крај следите така одлучија. Во елиминации се надевам дека ќе покажам подобро светло од денешното, каде што ќе се фокусирам на нешто сосема трето, не на квалитет, него на така да изгледа баш онака. Драги гледачи, морам нешто да ви признаам, искрено. Очекував дека што повеќе се ближиме кон финалето, дека тоа потешко ќе станува. Меѓутоа, мора признам дека што повеќе се ближиме кон финале, јас повеќе уживам во епизодите, како што уживав и во оваја. Сакам да се заблагодарам на моите прекрасни гости, што ја направи епизодата да биде уште посериозна, што ги едуциравте, не само нашите натпреварувачи, публиката, целата јавност научи многу од оваа епизода, научи многу од професорот, научи многу од шефот, научи многу од тоа што досега го стекнавме како искуство. Видовме дека класиката победи пред иновацијата, свативме дека и заклучиме дека за иновацијата е потребно многу искуствено знаење, И проба. и грешки. и грешки, и тоа нека биде пораката, шефе, за сите ви Искуството. кажеме, пробувајте, грешите, не се плашете, влезете во пробувајте непознато, гответе тоа што не сте сготвиле до сега. 180 е тука да ве едуцира, да ве насмее и да ве расплаче. Поздрав и се гледаме во следна епизода.